Добар ден, почитувани, вие следите најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митерев. Зголемена функција или пак намалена на тироидната жлезда, јазли, цисти, карцином на тироидната жлезда. Овие диагнози се се почести во последните години. Голем дел од луѓето што имаат проблем со тироидната жлезда добиваат диагноза нодус, односно јазол или пак јазли на тироидната жлезда. За каков проблем станува збор? Како се лекуваат јазлите на тироидната жлезда и дали е неопходно да се направи биопсија за да се исклучи нивниот малигнитет? Имаме навистина многу прашања поврзани со овој чест проблем кај тироидната жлезда, а сите ќе ги упатиме на доктор Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринологија во клиничката болница Жан Митерев. Разговорот следува по рекламниот блок. Останете на Телма. Со доктор Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринологија во клиничката болница Жан Митерев, денеска зборуваме за јазлите на тироидната жлезда. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро, најдов, баш ми е мило што ве гледам повторно. Добар ден. Само на гледачите да им биде соопштено уште на стартот на емисијата, дека овој пат ќе биде контактно од незиниот сам старт, ќе можете да поставувате прашања за тироидната жлезда, но докторката се согласи за било која ендокринолошка тема, да поставите прашање, ќе добиете образложение, совет и препорака. А ние стартуваме со она што го предвидовме како денешен концепт. Се повеќе луѓе со проблем со тироидната жлезда, кога ќе направат преглед на ехо, добиваат диагноза јазол или пак јазли на оваа жлезда. Какви промени се всушност тие на жлезденото ткиво? Прво да кажеме дека тироидната жлезда стана многу актуелна проблематика во денешно време заради поголемата скрининг програма или поголемите скрининзи кои што се прават врз организмите, врз пациентите. И така стана актуелни и незината патологија. Конкретно, таа жлезда е сместена во вратната регија и е лесно достапна и за палпација, односно за допирање, за преглед. Меѓутоа, ултрасонографијата се смета како една од најсофистицираните методи за незина диагностика. Имено во однос на тоа како се диагностицира, првично имаме јазли кои што се гледаат и со голо око. Меѓутоа имаме јазли кои што може да се видат на ултрасонографија. Тие јазли се делат на неколку групи, каде што имаме цистични формации, кои што се најчесто исполнети со некаква цистична, со некаква течност, така е, колоид најчесто. Имаме солидни јазли, кои што се составени од тироидно ткиво. Имаме активни и неактивни тироидни јазли. Активните тироидни јазли се јавуваат најчесто кај хипертиреозата, односно зголемената функција на тироидната жлезда, и тогаш се смета дека тоа е секретирачки аденом на тироидната жлезда. Значи, всушност тие јазли излачуваат хормони. Излачуваат повеќе хормон, да, и за нив е сосема различен е смерот на третман за тие јазли или за јазлите каде што имаме како цистична формација или како солидна формација, меѓутоа без секреција на тироидни хормони. Најчесто тироидните хормони ни се уредни, значи имаме уредна задоволителна тироидна функција, може да имаме нешто намален ТСХ, тироиден стимулирачки хормон, меѓутоа и тоа не е причина за да започнеме со некаква терапија. За почеток за терапија е само оној секретирачки одвишок на тироидни хормони јазол, кој што најчесто третманот е со радиојод терапија, за да се спречи таа супримираност или при таа секреција, или при мноштво на мултинодозна струма која што има некој секретирачки од тие чворови повеќе, има некој секретирачки јазол, тогаш се препорачува и оперативен зафат. Дали сето ова можете да го забележите на ехо? Се гледа која циста е исполнета со течност, која е солидна, односно цврста, односно има жлезено ткиво во неа? Значи, најчесто се гледа ултрасонографијата е сосема окей за да ни покаже дали е цврста или течна компонента во самиот јазол.
Меѓутоа, морфолошките карактеристики мора да ги испитаме за да видиме нели понатаму какова е природата на самиот јазол. Односно, например, доколку имаме една циста. И сега цистата сама по себе не треба ништо да се прави, односно треба да се следи за да не почне да ги изголемува низините димензии. И доколку се пунктира истата циста, значи може да по пункцијата, по извлекување на течноста, повторно може да се создаде истата циста. Повторно се наполни со течност. Повторно се наполни со течност, затоа што кесата, односно ние викаме кесата, обвивката на цистата е константна, значи таа не се намалува. Во некој случај може и да се повлече, меѓутоа тоа е најчесто кога станува збор за солидно цистичен јазол, значи имаме и цврста и течна компонента. Во исклучиво цистичните формации, значи најчесто се повторува истата, да речам, патологија или истата состојба, и затоа не се препорачува, советуваме и да не се пунктира, нели, се додека не е сигнификантно да пречи на останатите, да речеме, крвни садови или дишењето или да смета естетски, тогаш веќе препорачуваме, нели, превземање на некаков чекор. За разлика од цистите, солидните чворови, значи солидните јазли, тие ги следиме на некој начин. Самата патологија на жлездата склона на создавање на чворови. Тука имаме како предиспозиција женски пол, имаме возраст, над 40 годишна возраст, и имаме некоја вирусна етиологија, некоја претходна автоимуна болест како Хашимотото, може да постои генетика, значи во фамилијата доколку имаме, нели, наследна компонента, тука тоа се може да биде предиспозиција за развој на такви промени на тироидната жлезда. Солидните чворови ги следиме со ултрасонографски карактеристики, кои што се најчесто ги сметаме за бенигни. Во 95% од случаите, значи со овој процент го земам најголемиот процент на доброто и најголемиот процент на лошата компонента, каде што 95% се бенигни, а од 105% се, нели, како малигни или премалигни тироидни јазли. Изгледаат сумнително. Така, ултрасонографските карактеристики на бенигните се, да речеме, до некаде јасни како јасна форма, јасна димензиите, јасен изглед и внатре да биде што е можно без повеќе покомпактно или похомогено тироидно ткиво. Се останато, кое што ќе ни биде сомнително како неправилни граници со присуство на микрокалцификати, односно јас им кажам на пациентите како ситни камченца, кои што се појавуваат заради хроницитетот. Значи, важно е да се напомене дека оваа состојба е хронична, трае многу години. Не значи дека од вчера е појавен јазолот и сега денеска веќе е појавена целата таа патологија или симптоматологија, бидејќи најчесто тироидните јазли не даваат никакви симптоми. Повеќе дава симптом Хашимотото, кој што може да биде како придружен елемент на јазлите, отколку да биде самиот јазол. Ретко, да речеме од тие 5% што ги кажавме лоши, нели, како карциноматозни јазли, само 1% е од тие лошите, најлошите прогностички тироидни јазли и тогаш веќе може да се појави таква некоја симптоматологија како зарипнат глас, како отежнато голтање, притисок на останатите структури на вратот и тогаш веќе станува збор за, да речеме, една подраматична клиничка слика, меѓутоа е за среќа многу ретка. Докторки, имаме гледач, ќе му дадеме предност, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешниот концепт на емисијата. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање до докторката. Така. Голем поздрав до вас. Благодарам. Вака, јас сум 70 години старост, а имам чворчиња на грлото. Сега ми смета при голтање, ме осеќам како нешто да ме грепка и да ме пече и ми се смета од време на време при голтање. Исто се осеќам надворешно, како е мала отока, имам баш меѓу чворчињата на гркланот, тука на ресичката. На тироидна... Што може докторката да ми помогне, да ми каже и кај може да ја најдам, макар и на приватен преглед?
Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Докторката работи во клиничката болница Жан Митрев. Повелете што можете да дадете како совет во овој случај. Така, кога имаме мултинодозно променета струма или тироидна жлезда, до сега зборувавме како за изолирани јазли, меѓутоа тие изолирани јазли може да се појават и во групи, па да биде како повеќе чворна тироидна жлезда. Многу често се наоѓа некој еден доминантен чвор кој што ги покрива сите останати, односно ја превзема, да речам, таа водечка функција и при тоа може да почне да расте. Значи, струмата сама по себе е склона на зголемување на димензиите и препораката до пациентката ќе биде да се види на ехо повторно, за да видиме дали тоа е проблем од самата тироидна жлезда и од самите чворови. Некогаш може да биде сосема друга патологија која што е тука нели во пределот на вратот и сите веднаш помислуваат на тироидната жлезда, но не мора да биде така. Може да бидат лимфни јазли кои што се зголемени, може да биде грло, може да биде се останато. Така да треба да се направи едно ехо, да се види точно дали е вистина тоа дека е зголемен баш некој од тие јазли кои што се претходно дијагностицирани и доколку е потребно да се направи пункција. Значи, пункција би требало да се направи. Уште еден гледач имаме и ќе го вклучиме во денешната емисија. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во Телма амбуланта. Да слушнеме какво прашање има. Да, ве слушаме, повелете. Да. Аз сакам да прашам докторката за имам јазли и многу ми се антителата покачени. 1300 месец. А додека тироксинот другото се е во ред. Така и сега ви интересира, предпоставам, што може да се направи и со антителата, но и со јазлите, дали антителата може да доведат и до нови јазли. Ви благодарам за вклучувањето. Имам големи јазли, над 10-4. Здружени се. Здружени се јазлите више. Толку се зголемени, значи што се здружени. Така. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, доктор. Благодарам на прашањето. Значи, вака, кога имаме толку веќе зголемени јазли во присуство на Хашимото, значи покачените антитела се причина за појава на автоимун тироидитис или Хашимото тироидитис, кој што представува хронично воспаление на тироидната жлезда и тоа е процес кој што се одвива со години, може да трае цел живот без да треба терапија некаква. Значи, тие антитела што се покачени 1300 и не се, ние ги викаме и не се така многу, пошто има пациенти кои што се и со 8000 и со 10000. Тоа значи дека имаме активен процес на дегенерација на жлездата, односно самото тело создава антитела кои што ја напаѓаат тироидната жлезда. Меѓутоа, многу често се случува во тој дегенеративен процес да се појават и јазли, како што е случај со пациентката. И при тоа, доколку пораснат јазлите во некоја, да речем, веќе нетолерабилна димензија, како што е, да речеме, 4 сантиметри, кој што јас ги кој што се пишани во литературата дека се да речеме некоја горна граница каде што веќе треба и оперативен зафат. Се до тогаш ги следиме со огромна внимателност, со неколку повторувачки пункции на определено време во зависност од тоа како се движат, како се менуваат јазлите. Меѓутоа, доколку станува збор за изразена димензија на струмата, веќе која што почнува да пречи во секојдневното функционирање, тогаш препорачуваме и оперативен зафат. За да се отстранат само јазлите или се отстранува во тој случај целата жлезда? Па не, првин се прави пункција, доколку се покаже дека се бенигни јазлите, тогаш се прави само делот кој што е зафатен со јазлите. Најчесто одиме со еднострано отстранување на тироидната жлезда, а другата страна си ја превзема функцијата во најголем дел од случаите. Меѓутоа, може да биде и да треба малку супорција од потпора од супортивна терапија, како што е утироксот, каде што, например, жлездата превзела поголемиот дел од жлездата сме отстраниле, само мал дел е останат и тој нема капацитет да ги задоволи потребите на организмот. Веќе неколку пати споменавте биопсија. Се прави тенко иглена биопсија. Да.
во групите на социјалните медиуми, каде што пациенти зборуваат за проблемите со тироидната жлеза, често пати прашуваат дали е тој процес болен, како се изведува, колку често треба да се прави и колку е прецизна тенкоиглената биопсија? Има голема прецизност и специфичност. Се смета некаде 95% доколку сигурност доколку добиеме позитивен резултат за од биопсијата дека е нешто, да речам, малигно или премалигно. Се прави со тенка игличка? Се прави со тенка игличка, многу потенка од она обичната за зимање крв, венска крв. И сега јас вака пластично им објаснувам на пациентите кога ќе дојдат за да не се потресуваат, затоа што тоа е многу едноставна процедура која што многу кратко трае. Самата постапка е 5 минути. Целата административна постапка е анамнеза и внесување на податоци подолго трае од самата постапка. Значи се лоцира на ехо, се лоцира јазолот и се пунктира точно на тоа место. Неколку пати значи се прави напред-назад за да се излече крв. Викаме наместо крв од вена, зимаме крв од тироидната жлезда. Меѓутоа всушност вадиме ние клетки кои што ни се доволни за да видиме нели да поставиме една цитолошка или клеточна диагноза која што ќе не усмери понатаму во кој правец да се движиме. Биопсија не се прави на секој јазол. Значи, димензиите ни се многу значајни. Земе на еден пресек димензија од 10 до 15 милиметри, каде што самиот доктор ќе процени дали тој јазол е за пункција или не е. Има одредени случаи каде што според ултрасонографските карактеристики на самиот јазол може и на 5 милиметри да се каже дека тоа треба да се пунктира. Меѓутоа тоа се зависи од самата проценка наша. Кога ќе се пунктира, добиваме цитопатолошки наод кој што е поделен во 6 класификациони групи. Најчесто се очекува првата е недетектибилна, односно значи нема извадено доволно материјал за да се постави значи треба да се повтори. Да, најдобро е тогаш да се повтори во најмала рака во пократок временски период. Еве, например, ако речеме дека во следните 2 години ќе бидеме ослободени за следната пункција, а сега би ја направиле малку порано, нели? За да може да видиме, да добиеме што по-сигурна класификациона група, тоа е втората класификациона група, која што тука се дефинитивно извадени бенигни тиреоцити, групирани или во поединечни, со доволно материјал и на врз основа на тоа можеме да кажеме дека ова е бениген тироиден јазол. Третата класификациона група ние каде што имаме доминација на една клеточна популација и тука самиот доктор одредува дали ќе предложи операција или ќе предложи само следење. Затоа што постојат некои подгрупи, нема потреба да ги замараме пациентите, односно гледачите. Доволно е да се знае дека е ни ваму ни таму диагноза. Четвртата класификациона група е нешто како премалигно. Не е малигно, меѓутоа е премалигно со видени клеточни атипии, а петата и шестата е веќе за високо суспектен за малигнитет. Петата е високо суспектна, шестата е дефинитивно состојба на малигнитет. Секогаш се препорачува да се направи пункција. Зошто? Ние како доктори сме во една многу исто така независна ситуација. Значи самите пациенти ќе дојдат и од нас го бараат нели она што всушност тие сакаат да го слушнат. Значи сакаат да слушнат дека се е во ред и да се видиме во следните 6 месеци или година дена. Сега, ако ние го видиме јазолот и сега субјективно не ми се допаѓа јазолот и јас ќе кажам иако е 8 мм или 5 мм, жената дојдена на систематски преглед. И јас си викам веднаш пункција на јазолот. Тоа е гром од ведро небо, значи тоа е одма ќе речат како сега, зошто, ајде второ мислење, трето мислење, нели сето тоа. Меѓутоа, на некој начин искуството покажало дека во медицината нема 2 и 2. Постојат чворови кои што се 4 сантиметри големи, ќе се извадат, например, патохистолошки уредни. Ќе дојдат 5 мм, патохистолошки малигнитет. Значи, не може, и ние не сме, пациентот кој ќе дојде и кој ќе му речеме да се пунктира,
и ќе излезе добро, ете, за џабе стресови, за џабе се нервирав, за џабе одев. Ќе дојде, ако му речам уживај, ајде ќе се видиме за 6 месеци, ќе отиде кај некој друг колега, колегата ќе рече, ова треба да се пунктира, ќе го послуша колегата, ќе се пунктира, ќе излезе малигно, ете, зошто не ми кажавте, требаше да ми кажете и никако не сме. Така да, барем вака во секојдневието се раководиме на собствените, генерално на собствените искуства и воедно и на препораките нели светски, меѓутоа е многу важно да се послуша едноставно, затоа што одлуката останува пак на самиот пациент, ама ние колку толку да сугерираме нели дека тоа е добро да се обрне внимание на тој да се заврши. Значи да бидат свесни дека и покрај тоа што јазолот е мал, од оние критериуми за карцином сепак може да покаже малигнитет и да се послуша доктора. Сега тоа е преретка ситуација, да не се плашат. Мислам, многу се доаѓаат на преглед исплашени као од самиот податок дека имаат чвор. Се доста вознемирени. Нема причина за тоа, затоа што многу често се бенигни. И тоа го докажуваме на секој можен начин. Значи од 20 биопсии, една дали ќе излезе дека е малигном. Меѓутоа, сепак и тој еден е добро да се најде. Така. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам. Сакам да ја прашам докторката дали функцијата на тироидната жлеза игра улога при дефекација на организмот, односно при стварање на обстипација. На што се извинувам? Дали ја не можев да одобро да калцификат? Дали функцијата на тироидната жлеза игра улога при дефекацијата, односно при празнење на дебелото црево. При празнење на дебелото црево. Дали самата функција на тироидната жлеза, самата функција ви интересира, така? Може на тоа да влие. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Не се поврзани тие работи. Значи, функцијата на тироидната жлеза може да влие на ритмот на празнење на дебелото црево, значи хипотиреозата и хипертиреозата, зголемената или намалената функција, најчесто кај намалена функција. А кај намалена функција имаме успорено празнење. Тогаш има запек, значи пациентот. Така е. И имаме забавен метаболизам. Кај хипертиреозата имаме забрзан метаболизам и повеќе цревни празнења. Самата тенкоиглена биопсија, дури јас ја викам и пункција, да не личи тоа како биопсија, затоа што звучи страшно. Да, звучи многу страшно, а немаме инвазија. Многу е различна биопсијата на градата од биопсијата на тироидната жлеза. Значи, по-инвазивни методи се кај градата, за разлика од тироидната жлеза. Иако постапката е иста. Значи, иглата е таа, се тоа, меѓутоа тироидната жлеза е многу така орган кој што не подлежи на нешто што би можело да се искомплицира. Многу луѓе прашуваат дали со пункцијата може да се прошири болеста. Или, например, нешто чворот, ако е, да речеме, малиген, и сега дали ќе се прошири болеста. Не. Значи, постојат изречито препораки за тоа точно кои органи не смее да се биопсираат. Тироидната жлеза спаѓа во орган како најдобро за средство за диагностика е тенкоиглената биопсија, односно тенкоиглената функција, затоа што не доаѓа до ширење на промените или на далечно ширење на патологијата во организмот. Еве да ги спомнеме сега, пошто цело време ги зборуваме бенигните. Бенигните се окей, најдобри, супер, ништо не треба да се прави, треба само да се следат. Со тоа што мојата препорака би била дека доколку има големи димензии, како 3 см, 4 см, тој чвор траел 20 години, 30 години, значи сепак он подлежи на некакви промени од атмосферата, генетика, тоа е слабата точка на организмот. И треба да се биде повнимателен тука и препорачувам дури и хируршки зафат. Посебно ако смета на околните структури. Доколку се помали промените, например, каде што не пречи на функцијата, нормално имаме пациенти кои што со струма, со чворови ги следиме, 87 години има пациентката. Ја поздравувам во оваа прилика, каде што има и гуша, има и јазли, меѓутоа седиме, чекаме, гледаме, следиме и ништо не правиме, меѓутоа се гледа дека неизе е добро, значи она функционира со тие јазли, боцнато е, се е во ред, меѓутоа не сака едноставно да се подлежи на оперативен зафат и кај тие пациенти дури и не се ни препорачува со 87 години.
Едноставно нема логика да се интервенира, освен ако не постои некаква животозагрозувачка состојба. За малигните јазли, значи, да кажеме дека добрата страна во лошото е тоа што многу ретко метастазираат. Најчесто станува збор за папиларен и фоликуларен тироиден карцином. Медуларниот е посебна група и анапластичниот како најлош тип на тироиден карцином. Папиларниот и фоликуларниот за среќа се лоцирани најчесто во ниво на чворот и не ја пробиваат капсулата, со тоа што фоликуларниот има повеќе капацитет малку и да ја пробие капсулата. Но тоа со радиојотерапија, како втор чекор после оперативниот зафат, со радиотерапијата тоа најчесто се сведува на под контрола. Медуларниот карцином не подлежи на овие, да речам, кај него сосема други параметри се испитуваат. Поинаков тип на карцином е, тој има доста наследна компонента во него. И сите пациенти кои што имаат медуларен карцином се препорачува и семејството да се скринира, нели, за понатаму како ќе оди со состојбата на тироидната жлезда. Имаме гледач? Не, продолжете. Имав ја прашање. Добро. Папиларниот карцином е најчест и со отстранување на тироидната жлезда најчесто препорачуваме тотална тироидектомија. Во зависност од големината на туморот, на туморската формација, подлежи на радиојотерапија и потоа се става на супресивни дози, ние ги викаме високи дози на еутирокс, за да се стави под контрола болеста. Нешто слично и за фоликуларниот. Додека за медуларниот нема потреба од супресивна терапија на ТСХ, туку е само отстранување на тироидната жлезда, каде што малку порадикално се оди, затоа што најчесто и дава метастази во вратната регија и тогаш се оди порадикално и со оперативниот зафат. За папиларниот и за фоликуларниот многу, мислам, поретко се дава метастази во регионалните лимфни јазли и така да само со отстранување на тироидната жлезда се воведува под контрола таа болест. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до сите вас таму. Ви благодарам. Ви благодарам. Вака сега, јас сум оперирана од струма 97-8 година. Ми правеа еднаш пункција, ги имам сите тие јазли, пијам редовно еутирокс. Меѓутоа ме интересира во врска со пункцијата. Еднаш сум правена пункција, дали беше пред операцијата, најверојатно, не се сеќавам. Меѓутоа ме интересира дали повтор пат, пошто ги имам се уште тие јазли, дали е можно да се направи повторно таа функција или не. Само да ве прашам. Само има подпрашање има докторката. Таа струмата кога се вадеше, зошто не се извадени тие јазли исто? Се тоа се извади. На еден дел од тироидната жлезда ми е изваден и дел во здраво, како што викате вие. Меѓутоа, за месец дена после операцијата повторно се појави и се уште стојат, се движа некаде до кај 17 милиметри. Така. 3-4 јазли имам. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Да, тоа е многу чест случај. Ние исто како вака, например, кога станува збор за струма со повеќе чворови, например, ќе кажеме да можеме да ја извадиме само тој дел што е променет со оправдување, нели, дека имало струма. Останатиот дел обично и во медицината се гледа да се зачува што е можно повеќе здраво ткиво. И конкретно еве и кај пациентката, значи едниот дел се променил во струма и тоа е отстранет, меѓутоа за кратко време другиот дел е исто појавено чворови, значи самата жлезда е склона на создавање на тие чворови. Сега веќе кога веќе е појавено автоматски, многу веројатно е дека чим била струма бенигна, значи многу веројатно е дека и овие чворови ќе бидат во истата насока, меѓутоа ќе има тенденција за растење. Така да е добро да се направи пункција секако и да се повторува таа пункција. Не е само, например, пациентите ќе направат пункција само ради, нели, да поминат на редот и после ако може никад више да не повторат. Значи пожелно е да се повторува таа тироидна пункција за да можеме да ги следиме чворовите, пошто тие внатре се менуваат. На колку време може да се направи повторна пункција? Во зависност од првиот наод на пункција што ќе се направи. Ако
е високосомнителен, може да се направи за 3 месеци, може да се направи за година дена. Инаку во принцип препораките кажуваат после година дена да се повторува. Порано беше и до 5 години се толерираше, меѓутоа сега како се повеќе и повеќе нели се диагностичките, технолошките наоди одат во насока на подобрување и пософистицирање, затоа уствари се поместуваат и тие граници на репункција или ребиопсија. Докторке, лицата што имаат нодуси, односно што имаат јазли на тироидната жлезда, имаат ли покачени тумор маркери? Не. Не? Тоа е најголемиот проблем. Значи, само медуларниот карцином покажува покачен туморски маркер, тоа е калцитонинот. Меѓутоа, во пракса, исто според препораките се кажува да не се зима како во регуларен преглед, освен ако немаме сомнение нели со пункцијата, ако дојде нели таква некоја диагноза. Инаку како туморски маркер немаме специфичен. Тиреоглобулинот е еден хормон, протеин, пептид кој што се користи во диагностицирањето, не, туку во следењето на тироидните карциноми, откако ќе се отстрани папиларниот или фоликуларниот карцином, се следи тиреоглобулинот. Значи тој треба да не биде нула најчесто, значи затоа што тоа значи дека болеста не е активна. Предоперативно и кај еден обичен хашимото тироидитис може да биде покачен тиреоглобулинот, што не значи дека пациентот има карцином. И затоа не се смета за диагностички критериум или туморски маркер. Постоперативен туморски маркер ни е тиреоглобулинот, кај тироидните фоликуларни папиларни, а кај медуларниот ни е калцитонинот. Ке вклучиме гледач во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Да, фала многу. Да, прашам докторката. 5 години јас бев на преглед по штеп. И ми кажаа дека имам чворови и дека веројатно ми лаче повеќе не знам сега, у медицинска. Ние ве слушаме само добро. Значи имавте, кога што разбрав, чворови и разбравте уште нешто, докторке? Не? И имам циста. Ало? Да, само не ве слушаме баш јасно. Мислам дека имате некаков проблем со телефонот. Единствено што ве разбравме дека имате чворови, а понатаму проблемот не го разбравме. Еве, ајде да се обидеме уште еднаш. Да кажам само. Ало? Ало? Ве слушаме, така, ве слушаме, добро? Немам гуша, немам ништо, не ми пречат никако. Само имам чворови малку, еден имам поглед, другите се ситни. И да кажаме дека треба да пијам спомек. Јас го потребувам секој сабајле по четврт спомек, капчење да ги пијам, а имам циста точно под грклено столе како ме урче. Се познава на врато. На средината. Разбравте, докторке, така. Што се познава на средината на врато? На средината, да, циста, колку што разбрав. Циста, добро. И дека нема некои посебни симптоми, ако не се лажа. А тоа со сабајле, дека секој сабајле... А што имате наутро? Каков проблем е уште да се обидеме? Каков проблем имате наутро? Се исклучи гледачката. Се исклучи гледачката, има некаков проблем наутро. Еве јас сега ќе од она што го имам читано по социјалните мрежи, кај лицата со некаков проблем со тироидната жлезда и со јазлите, некогаш велат дека чувствуваат како да имаат некоја грудка во грлото, па не може да голтнат и слично. Може ли тоа да е од јазлите? А велат дека имаат мали јазли. Не. Значи најчесто е само ако е многу голем јазолот. Инаку тоа оди малку и субјективно затоа што самото знаење дека имаат некаква патологија на тироидната жлезда која што се наоѓа во пределот тука кај што се голта, многу често си го асоцираат со тоа, си го поврзуваат со тоа, меѓутоа тоа не е поврзано. Стварно треба да е чворот голем за да притиска на тој дел, па да имаат некакви проблеми со отежното голтање или па да е некој инвазивен тумор. Инаку за социјалните мрежи, значи можам да кажам дека неколку групи за тироидна жлезда. Ги видов и ја неколку. Се споделуваат искуства секојдневно. Голем дел од нив добиваат совет да пијат јод во одредена форма, ликер со ревчиња, така. Затоа ги споменувам, бидејќи тоа ми беше идејата да разјасниме некои дилеми кои што се чести таму. Така. Сега утро пијат по една чашка. Ликер со... Значи, ликерот е убав
напиток, меѓутоа тоа треба да се користи чисто во некоја прилика, нели, не за лек, мислам не како лековито средство. А зелените оревчиња имаат многу јод во себе? Имаат, да, тоа е вистина. Меѓутоа, прво сакам да кажам за социјалните мрежи дека постојат многу и травматични искуства. Значи јас на пример доаѓаат пациентите кои што читале веќе таму нешто па се испоплашиле, се испотресле, меѓутоа можам да кажам дека тоа за жал е вистина, меѓутоа се сведува на лични искуства. Значи лична, се не викаме лични судбини, лична патологија, личен организам, значи не значи дека тоа важи правилно за сите. Правилото за сите важи ова што ние го зборуваме, објаснуваме, кажуваме, во книгите го пишува, медицината базирана на докази, значи тоа е повеќе точно. Во однос на таа терапија, јодната и така, ние сме, например, постојат во нашата држава и ендемски подрачја, каде што имаме ендемска гушавост. Тоа е заради недостаток на јод во исхраната, најчесто во почвата, во плодовите, во овошјето, во зеленчукот, во храната конкретно. И тие развиваат гуша, нели, заради како компензаторен механизам за да го компензира недостатокот на јод. Тиреоцитите тоа го прават. Сега, што прават оревчињата, односно што прави ликерот? Со самото зимање, кај едни пациенти предизвикуваат утапување на така се нарекува затапување на функцијата на тиреоцитите, каде што тие не лачат, односно се успиваат, престануваат да лачат тироиден хормон. И тогаш веќе имаме намалена функција на тироидната жлезда. Од друга страна, имаме, да речеме, со стимулација на тој, сега различни механизми се во прашање, меѓутоа активирање на еден друг механизам може да предизвика зголемена функција на тироидната жлезда. Тотално непотребно. За да се исчисти од едно такво, да речем, не знам сега мерката колку е, ама да речеме една чашичка јоден ликер, да се исчисти организмот му треба 14 дена. Доколку тоа се репетира постојано, значи тој процес нема да се обнови повеќе. И затоа, во принцип, не се препорачува секојдневно зимање на таков ликер. Ми дојде пациентка која што зимала таков ликер затоа што на снаата давала заради гушавост што имала. И сега кај снаата имаме хипотиреоза, кај нејзе хипертиреоза направила од тоа што секојдневно си зимала по една чашка од ликерот. Тоа се, да речам, луксузи, постои вистина, неоспорна е нели содржината на јод во тие млади оревчиња, меѓутоа се во граници на нормалата. Значи ние ликер не пиеме секој ден. Значи пиеме во прилика некоја, нели кога треба, како што треба, меѓутоа секој ден да биде тоа како дозна мерка за лек, не. И особено ако на организмот тоа не му е потребно. Не му треба воопшто ништо. Јазлите, например, и да постојат јазли, да постои хашимото, тоа за јазлите, например, лек не постои. Лекот е само оперативен зафат. Друго нешто дека тоа може да испари, да исчезне, не може. Може да се создадат нови и може да пораснат старите. Во однос на другата патологија, каде што имаме хипер или хипофункција на тироидната жлезда, постојат лекови. Затоа постои еутироксот или постои тиразолот. Значи, кај хипер или кај хипотиреоза, и тие се доволни за да ни држат се под контрола и нема потреба од додатни суплементи како што од експерименти. Така е. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување на темата. Како и сегаш, одлично. Одлични појаснувања ни дадовте, голем број совети и препораки и секако одговор на нашите прашања, но и прашањата на председледачките, кога што може да забележам, главно се јавија жени, бидејќи имате мажи пациенти? Имам, да, меѓутоа се поретки. Жените сме посклани, да. И деца има, за жал. И дечиња, да, меѓутоа и кај нив е поретко. Повеќе вака оваа средна возраст, над 40 годишна возраст се доминантни. Да. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, им благодарам и на гледачите што не следеа и денеска во денешната Телма амбуланта, која што реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Се гледаме секој работен ден во 12:50 на телевизија Телма, кога заедно учиме за здравјето. Ви посакувам убав ден.